Поплавите кои минатата недела се излеа од браната Каховка по намерената експлозија предизвикана на руската страна на структурата долж реката Днепар во Украина, предизвика обвинувања една со друга страна, но како што велат аналитичарите на американските разузнавачки служби, веројатно станува збор за чин на руска саботажа, според Нью Йорк Таймс. Поплавите од двете страни на спорната брана предизвика индустријски отпад низ големи делови од регионот. Еколошките групи предупредуваат дека штетата може да урне цели екосистеми и да го смени пейзажот на Украина со децении. Довгострокови наслідки. Последиците ќе ги почувствуваат нашите деца и внуци, исто како што сега ние ги живееме последиците од катастрофата во Чернобил. Во април 86 година реакторот 4 во нуклеарната централа во Чернобил се стопи. Според научниот комитет на Обединетите нации за ефектите од атомското зрачење, околу 350.000 луѓе избегнале катастрофата, додека некои заболеле од рак со радиацијата. Обединетите нации додаваат дека катастрофата во Чернобил со години ја менува животната средина и залихите на храна. Екологистите предупредуваат дека историјата на Украина може да се повтори по големите поплави, кои се инхерентно контаминирани и предизвикуваат хаос на локалните екосистеми. Наприклад, якщо це Ако оваа област служи како место за гнездење на колонија на видови птици, можно е тие да ја обноват својата колонија кога водата ќе се повлече во рок од околу 7 до 10 години. Меѓутоа, кога станува збор за уништени екосистеми, како што се песочните екосистеми што некогаш постоеле на нашата единствена територија, нивното обновување може да потрае со децении. Но низвано од браната Каховка голем дел од украинскиот град Керсон сега е целосно под вода. Непосредните грижи како чиста вода за пиење за повеќе од 250.000 луѓе што живеат овде имаат приоритет пред долгорочните влијанија врз животната средина. Експертите велат дека опасностите од пукање на браната само ќе растат. Објектот е дел од хидроелектричната станица Каховка, која не само што го снабдува со вода полуостровот Крим, кој е припоен од Русија, туку и нуклеарната централа за Пороже, најголемата во Европа.